Господја Димитриевска, продолжуваат активностите на македонското женско лоби во овој предизборен период за остварување на политиките за креирање на политиките на жените во изборниот процес. На кој начин овој пат ќе се обидете да им помогнете? Овој пат ќе се обидеме да ги јакнеме капацитетите на жените кандидатки на листите, со тоа што ќе им помогнеме да ја детерминираат нивната заложба, да ги детерминираат нивните приоритети во изборната програма, кој што потоа многу ќе го олеснат на начинот на креирањето на локални акциони планови кои што се однесуваат на родовата рамноправност. Колку се жените навистина активни во целиот овој процес за подготовка за влез во политиката и остварување на своите права, но и обврски како жени советнички? Секогаш може и повеќе, нели, секогаш може и подобро, така да жените се спремни, има жени кои што им треба мал потик, на некои жени како и на мажи им треба малку повеќе едукација, во принцип да водат кампања и начин како да ја споделат пораката со останатите. Објавени се кандидатските листи, колку сте задоволни од бројот на жени кандидатки за градоначалник? Па еве, нели имаме некоја начална информација дека бројот е 21 жена, процентот е малку повисок од минатиот пат, но ќе видиме какви ќе бидат изборните резултати. Ние се надеваме дека бројот 0 ќе остане длабоко во историјата.